Ја ќе ве потсетам што беше ако се заборавиле. Беше како да им даеме на внукот на Али Ахмети, на синот на Зоран Заев, на батот на Зоран Заев и на батот на Венко Филипче 150 милиони да си ги поделат. Тоа беше амандманот, почитувани колеги. И сега, дали знаете што се случи во меѓувреме? Еве уште ни стенограми се земете, господин. Викате вака, па добро де, вие сте мнозинство, не мора да ги прифатите. Токму тоа што јас го зборував. Збори им комплицирано, нема да те разберат. АПП, ако проđe, ако не се зафркававме. И сега што вика се зафркавав ја си прашам, па вие дајте им гласате ваша работа. Господин Вики, тоа го кажавте. Епа нема да им гласаме. Ке гласаме за пензионерите, за Заев и компанија не гласаме. И уште една работа, господине, бидејќи сакам да ви кажам, спомнавте кој е бил здружение, не знам, за линчување, господине Битики. Вие сте член на политичка партија, Социјалдемократски сојуз, која што 2014 година наваму е вистинско застойничко здружување, која што 12 години во ова собрание ја прекаше пораката или ќе биде милум или ќе биде силум. Вие сте член на политичка партија која што апсеше пратеници, затвараше пратеници, жени ги фрлаше од кола во движење, старци фрлаше од кола во движење со цел да променат нешто кое што не сакаа да го прават и да идат. Тоа вие да правите. Благодарам. Извинете, со